Како? Не разбрав. Во болница медицинската сестра ти помогнала. Дали ти помогна и некој друг освен таа, те прашувам. Не, оваа тајна ја знаеме само четворица, ти и јас медицинската сестра и таа жена. Има уште некој. Како? Јас не знаев дека има уште некој. Не кажува отворено, но јас сум сигурна дека знае се. Кој е тоа? Не ми е јасно како може да знае се. Ти како дозна? Ништо нема да ти кажам, Хандан. Ама, чекор по чекор се доближувам до ќерка ми. Селда, те молам доста. Те молам доста, ме обвинуваш мене за ова. Ке си го уништиш животот, но и мојот живот ке го уништиш. Наместо да се мачиш со тоа, заинтересирај се малку со своето семејство. Мојата врска со моето семејство мене ме интересира, Хандан. Ти во моментов си загрижена да не се открие тоа што го знаеш. Не се грижиш за ништо друго ти освен за тоа. Селда, ке си го уништиш животот, колку пати да ти кажам. И со зетот не сте во добри односи. Трчаш по тие работи и го запоставуваш семејството. Но јас мислам за себе, така е мислам. Тебе воопшто не те вмешав, јас редив се сама. Помислив дека е подобро ти да не знаеш се. Ама сега што и да се случи, не застана после 18 години да ја бараш ќерка ти. Не зборувај глупости. Хандан, знаеш дека уште од првиот ден јас мислам на ќерка ми. Па тогаш да превземеше нешто. Да зборуваше со зето, да му кажеш се. Тогаш да ја бараше ќерката, а не после 18 години. Селда, ке ми кажеш кој друг знае. Јас ти велам дека нема друг, ти ми велиш дека има уште една личност. Жал ми е, но не можеш ова сама да го правиш. А може би тие и те лажат. Помисли на тоа. Може би сакаат да си земат пари. Не си помислила. Бога ми немаш друг излез, Селда, ќе кажеш. Нема да ти кажам, Хандан. Ништо нема да ти кажам. Додека добијам некоја информација за ќерка ми, немам намера да ти кажувам ништо. Нема веќе вода, тето Меријам. Исклучи го тогаш Ипек. Затвори го со капак и нека остане топло. Тето Меријам, ќе одам да го проверам горниот спрат сега. Чекај, јас ќе проверам. Не, јас ќе одам да проверам и ќе се вратам да помогнам тука. Не разбирам што сака да прави ова. Тоа ќе го направам јас, ова ќе го направам јас. Сака да каже дека вас не ве бидува за ништо, тоа сака да каже. И онака никој не очекува ништо од вас, Фатма. Можете цел живот да живеете тука без да работите. Само не ме задевајте мене, Ипек. Јас никого не задевам. Напротив, вие постојано ме задевате мене. Иако, неколку пати сум ви рекла немојте. Мамо, Душо, јас огладнев. веднаш ќе ти спремам нешто, мила. Мамо, спреми и потоа дојди надвор. Добро, ќерко. Тука е многу топло. Ало? Ипек, ќерко, како си? Работа, мамо.
Ти надвор ли си? Одам во банка, Керко. Што бараш во банка? Дојде документ за данок на имот. За 2 години. Хазим секоја година земаше пари за данокот, но... Не ги уплатил. Не бре, Керко. За 2 години е долгот. Мамо, види, јас сутре ќе земам плата и се ќе средиме во ред. Керко, знаеш дека јас во последно време... Мамо, не грижи се. Тоа е наша куќа. До денес си се грижела за се, после ова јас сум тука. Мамо, треба да исклучам, сега ќе се слушнеме. Се е во ред, Ипек. Да? Господјо Селда. Само момент. Господјо Селда, жал ми е поради тоа што се случи утрово. Јас не разбрав што се случи. Не знам дали знаете, ама ни остана една куќа од татко ми. Мајка ми кога отишла таму за да ја продаде джем ја избракал од дома, дури и се заканил. Сега тој го сака својот дел од куќата. Затоа ја сакам да одам кај некој адвокат. Добро, што и да се случи, треба да побараш дозвола од мене, Несрин, така? Што се случи утрово? Зошто се изнервира толку господја Султан? Што ти викаше? Навистина јас не разбрав. Се трудам да направам се што ќе ми каже. Не можам ништо да ја кажам. Ми рече да не излегувам од кујната, не излегувам. Дори ете научив и да готвам. Јас ги изготвив сите јадења синоќа. Добро, ама немој да побара слободен ден во ред. Ќе му кажеме на Керим, ќе најде некој адвокат од фирмата за да го решиме. Дојди. Дојдов да видам дали ви треба нешто, господјо Султан. Не, Ипек, нема што да работиш тука. Се извинувам. Ипек. Не сакам да поминувате заедно време со Синан. Господја Селда може да дозволи Синан да те покани, но нема да прифатиш никако. Ако си го знаеш местото, цел живот да работиш тука како Меријам. Јас не планирам цел живот да останам тука, господјо Султан. Според резултатите од испитот ќе одлучам дали ќе останам или не. Во кој град ти да одиш, јас ќе ги покријам сите трошоци. Понекогаш мислам дека Несрин е во право. Господја Султан премногу не подценува. Ипек, Ги проверувам собите. нема потреба да ја проверуваш мојата. Добра ли си? Добра сум, господја Туба. Ах, бабо, те сваќам за Несрин, ама зошто ја обвинуваш Ипек? Уф, Дојди. баба, се затвори во соба. Немој да дозволуваш да те нервира Несрин. Керко, ти ме предупреди кога јас дојдов. Навистина си била во право што си сакала да си оди. Но освен јас, никој не го гледа тоа. Јас гледам, но мајка ти наеднаш стана како нејзин ангел чувар. Не, баба,
Не сака да се мачи. Уште од првиот ден се потруди да избрака, но не успеа и таа се откажа веќе сега. Но јас нема да се откажам. Дали знаеш дека само ти можеш да ја избрекаш, бабо? Знаеш дека само тебе те слуша татко ми? Но нема да биде лесно да знаеш. Не може, тие нема да живеат тука. Нека заврши куќата и таму ќе се преселат. А после ќе видиме, велиш? Да. Оваа ипек не ми дозволува ништо да правам. Леле, оставија нека работи. Јонака се би направила за да остане тука. Ај, Несрин, колку убаво би било да се заврши кукичката и таму да се преселиме. Човекот зарем нема да се откаже. Кој бре? Кој може да биде Акив? Не се јавувај. Несрин. Несрин, може, документите не му ги давај, не велам ништо за тоа. Да зборуваше со господинот Керим да ги земеме парите и веднаш да му ги дадеме да се спасиме некако, а инаку нема да те остави на мир, Несрин. Мамо, Керим нема шанси да направи такво нешто. 100 пати зборувавме за тоа, зошто инсистираш? Ја сега да знаеш излегувам. Ако те праша Селда, ќе кажеш дека спијам, добро? Значи дома сум. Каде одиш, Керко? Не ме прашувај сега. Керко, што ќе им кажеш на тие пред врата? Што ќе направи Селда, мамо? Зарем ќе им се јави и ќе ги праша дали излезе Несрин? А пари и ташната, без ташна ли ќе излезеш, Керко? Нема потреба од ташна и од пари. Дома сум. Ало? Господја Фатма ме бара. Ќерка ти не се јавува, нели? Тебе те натера да се јавиш. Што сакаш, бре ти? Зарем не ти кажав да не се јавуваш? Сакам јас да бидам сигурен. Доволно време помина, нели? Види вака, зарем го заврши тоа што ти го реков, па сега ми се јавуваш мене? Што направи ти во врска со Джем? Се уште бара работа. Еден ден сигурно ќе се откаже. Ама долго ќе потрае оваа работа. Види ва, Макив. Ти ништо ако не направиш, и јас нема ништо да направам, да знаеш. Ако има некоја информација во врска со Джем, јави ми се. Добра? Мајка и ќерка, многу опасни излеговте вие. Бато Хикмет како ве трпел вас. Джем, Подалеку од мене, Акив. се уште не најде работа. Што ти е, Гајле? Ме интересира додека заминеш одовде. Јас го следам секој твој чекор. Стој подалеку од мене, Акив. Добро? Јас немам работа со тебе. Нема да ме испратиш од ова мало. Некој ден ќе видиш како исчезнала куќата. Пуф! Изгорела. И веќе нема да имаш куќа за продавање. Види ваму. Ако се случи такво нешто, дури и да не си направил ти, види. Заедно со тебе ќе ја запалам твојата куќа, Акив. Разбираш? Јас немам ништо за губење освен мојата куќа. А ако ми ја земат куќата и немам јас ништо друго, дали разбра? Да си го имаш тоа на ум. Тоа не е ли Синан? Што бара тој тука? Добре дојде, Синан.
Благодарам, дед Кајше. Не и се случи ништо на Ипек, нели? Не, добре, Ипек. Јас дојдов тебе да те видам. Мене? Зошто? Ајде да седнеме малку. Ај, леле, се извинувам, сине. Помислив дека се случило нешто на Ипек, ке полудев. Дојди, седни си тука, дојди. Што ќе се напиеш? Има и чај. Но ако сакаш и ништо друго, ќе одам да купам. Не, дед Кајше, дојди седни. Тука сум за да ти дадам нешто ако може. Ама те молам, не и кажувај ни Ипек, добро? Отвори да видиш. Не можам ова да го земам, сине, не може. Ама зошто? Зарем не ме гледаш мене како син? Јас секогаш те гледам како син, синан. Но не можам овие да ги земам, не може, сине. Тед Кајше, ако не ги земеш, навистина ќе се расташам. Слушнав кога зборувавте со Ипек. Сака да ти помогне, ама и таа нема пари навистина. И онака ќе потроши доста пари поради испитите. Те молам, дозволи ми да ти помогнам. Те молам, прифати ги овие. Човек кога е во тешка ситуација прифаќа се. Повелете чај, господјо Хандан. Остави го таму. Што стоиш таму, Емине? Оди работи си таму. И се промени однесувањето? Сигурно се плаши од нешто ова? Може би никој се заканува за тоа што тогаш ги размениле децата. Морам да го најдам овој Селим. Да видам што и од кого дознал. Како му е презимето на овој човек? Да проверам на телефонот на Селда. Таа жена знае се. Ти ќе разговарам отворено со вас. Нема потреба да зборувате отворено со мене, господјо. А ако нема ништо во врска со Нериман? Исчезна едно мало бебе девојче, господјо. Нема исчезнато никакво девојче, господјо. Вие сте го дале девојчето. Ве молам, не се обидувајте да ги ублажите гревовите велејки дека е исчезнато. Немам друго што да ви кажам. Значи, вие знаете што се случило, така? Видете, господјо, јас дојдов тука на гости. Сестра ми отиде до кај соседката, сега ќе си дојде, ве молам, одете си. Јас треба да го најдам тоа девојче. Ве молам, помогнете ми. Кажите ми се што знаете, ве молам, господјо. Треба да најдам начин да ја натерам да проспори. Дојде да ми кажеш нешто, Хандан? Нема што да кажам, Селда, дојдов да те видам.
Може да почекате 2 минути само? Во ред. Ало, Господине Керим, јас дојдов во фирмата, долу сум, ама немам пари за да го платам таксито. добро Несрин, веднаш ќе го испратам, али почекај. Ало, Али? Несрин дошла, ама немала пари за да го плати таксито надвора. Ќе може да се симнеш да го платиш, те молам? Не знам, Али. Ајде, побрзајте, молам. Ај, господе, што се случи сега? Сега ќе дојде. Треба да ја однесам колата, нека побрза. Ај, аман, зар ми ќе се случи нешто ако ја однесеш колата 5 минути подоцна? Земи бато, кусурот нека остане. Фала ти, братче. Фала ти многу. Нема на што. Изгледа дојде да се видиш со Чичко Керим. Да, Добро. Ајде, дојди. Благодарам многу. Селда. Се извинувам што ти ги кажав тие зборови, но навистина многу ме притискаш. Добро, Хандан, се надевам дека нема да се повтори. Селда? Не сакам да одам во кујна и да го видам тоа девојче. Оди кажи им нека спремат нешто за мене. Добро, мамичке. Треба да проверам во телефонот, но не можам пред господја Султан. Несрин? Господја Берен, здраво. Здраво и на тебе. Ти што бараш тука? Има една битна тема за која што треба да зборувам со господинот Керим, затоа дојдов. Станува збор за ситуацијата дома? Не, нешто поврзано во врска со татко ми. Добро, во ред. Господјо Берен, и видете, јас на брзина излегов од дома, бога ми, не успеав ниту ташната да си ја земам, од дома не знаат дека излегов. Нема потреба да правиш вакви работи, Несрин. Ди кажеше на мајка ми или на тетка Меријам дека имаш работа, ќе ти дозволеа. Немаше никаков проблем. Добро, јас нема да кажам дека си тука, добро. Молам. Во ред, Хасан. Ќе дојдам, се разбира. Господјо Султан, времето е многу убаво да излеземе надвор. Ова се веќе последни сончеви денови. Да излеземе. И мене ми здодеа внатре. Ајде да видиме. Ајде во бавчата. Мене ме покани, сама си седи. Да излеземе. Добре дојде, Несрин. Здраво. Али, јас имам работа едно половина час. Може Несрин да остане овде?
Се разбира, чичко. Нема да задоцна многу. Извинете, јас можеби дојдов малку ненајавена. Ве вознемирив и вас. Не е важно. Што ќе се напиете, господјо Султан? Вода. Ипек, душо и нашите кафење со ладиле, ќе ни направиш ли друго кавенце, те молам? Секако, господјо Селда. Сум го заборавила телефонот во салонот да го земам. Зошто ме гледаш така? Како те гледам? Што знам? Откако сум дошла ме гледаш некако чудно. Може би се трудам да ја откријам твојата намера, Несрин. Каква намера, што сакаш да кажеш? Сношти кога бев на вечера, постојано тебе те следев, Несрин, додека сервираше. Навистина ли? Не знаев дека не можеш да го тргнеш погледот, али? Не. Те следев како го гледаш чичко Керим. Колку се мачеше да те погледне додека сервираш. Што се трудиш да кажеш ти? Не се трудам да кажам. Зборувам отворено, Несрин. Види, заборави го тоа што го планираш. Тоа што го имаш на ум, заборави го. Ти навистина си параноичен многу. Селда? Зарем се случи нешто? Да си го земам телефонот. Да ми кажеше, ке ти го донесев? Селда, навистина никогаш успеваш да ме вознемириш. Зошто? Така сомнително ме гледаш, се однесуваш и ако ништо не сум направила, почнувам да се сомневам дека сум направила. Ало? Мислев дека е извршена уплатата. Добро, ќе средам. Пријатен ден. Селда, уплатата на кредитната картичка не е извршена. Треба да внимаваш на тие работи, Хандан. Прати ја работата. Многу ти благодарам, Али. Нема на што, чичко. Ние си поразговаравме малку со Несрин. Добро, се гледаме. Се гледаме. Зошто дојде овде во ова време од денот, Несрин? И си излегла од дома без да земеш пари? Не можев да седам дома, господине Керим. Сакав што побрзо да излезам од дома, бидејќи сакав да се видам со вас.
Што се случи? Видете, многу сум вознемирена кога вие не сте дома. Не се чувствувам добро. Ма зошто? Се подобрија работите помеѓу тебе и Селда, нели е така? Дури гледам и дека Селда е многу поразбирлива кон тебе од претходно. Така ми личи мене. Како ја брани Селда? Поради тоа ли дојде овде, Несрин? Синоќа се расправа за тоа што побарав дозвола од вас. Господја Султан мене... Види, Несрин, ти веќе живееш во таа куќа, нели е така? И ги знаеш правилата таму. Не е точно да побараш дозвола од мене, може би Селда ќе го прифати тоа, ама не очекува истото од мајка ми да го направите, молам. Изгледа ти и вчера си побарала дозвола, така? Бидејќи те видов овде. Јас имам еден куп работи во текот на денот и не можам да ги пратам и тие работи. Поради тоа добро би било повеќе да не бараш дозвола од мене за било што. Ако сакаш да излезеш, тогаш може да ја прашаш Селда или мајка ми за дозвола. А сега шоферот нека те однесе дома веднаш. Нема потреба. Сама ќе одам јас. Несрин, немаш пари во тебе, како ќе си одиш? Нели вие самиот пред малку ми рековте дека сама треба да се снајдам? Ако не сум сватила погрешно. Јас баш така ќе направам. Несрин, не се однесувај како дете да си. Ти многу добро сватиш што сакам да кажам, нели? Се разбираме. Така е. Многу јасно кажавте. Не ме послушавте зашто дојдов тука. Очигледно е дека мене ме гледате и чувствувате како некој товар. Несрин. Јас сватив, господине Керим. Извинете што ве вознемирив. Несрин. Пријатен ден. Значи, покрај толку работа не можеш да се заинтересираш со ова, така ли? Твојот другар свати дека не може со мене никако плашливец пукаше и избега. Пукал ли во него? Скапо ќе го чини ова. Несрин, каде си ти? Многу се загрижив. Што ти е? Што туку доаѓам од кај Керим. И? Зошто си толку нервозна? Што ти рече тој? Кажа работи што не треба баш воопшто да ги каже. Несрин, раскажи ми убаво. Почни од почеток, што се случи? Ке ти кажам. Ке ти раскажам се, ама ке ми дадеш ли малку пари за Инеп? Кога излегов од дома не ја зедов ташната. Немам пари за такси да се вратам. Ајде тогаш. Тебе те барав. Зошто? Чичко Керим ми кажа да те однесат дома. Долу те чека шоферот, ајде. Не сакам. Сама ке си одам. Фала. Што ли се случува?
Влези. Што се случи, ја најде ли? Беше кај асистентката на Берен, нели е другарка, и кажав дека колата ја чека долу, но таа не прифати. Зеде пари од другарка и си отиде. Се е во ред, нели, чичко? Живеам со еден куп жени, како може се да биде во ред, али? Господ нека ти е на помош, чичко, што да кажам? Само тоа и може да се каже, нема друго. Како и да е. Како одат вашите подготовки? Кои подготовки? Сине, девојчето е бремено, треба што побргу да се венчате со неа. И додека е бремена, треба да бидеш цело време покрај шуле, постојано да си со неа, нели е така? Не разбираш ли? Не. Не ми се чини дека си возбуден со тоа што ќе станеш татко или ќе се венчаш, али? Чичко, и јас нешто не сваќам. Нема време да се возбудам, ете. Сакаш вечер да излеземе, да се напиеме по нешто? Бога ми, добро би било. Добро, ќе го викнеме и Хасан таму. И јас ќе средам се. Молам. Те чекам во канцеларија, Али. Добро, доаѓам. Треба да одам, чичко. Се гледаме вечер, сина. Се гледаме. Несрин, немаш пари во тебе, како ќе одиш? Нели вие самиот пред малку ми кажавте дека сама треба да се снајдам? Ако не сум сватила погрешно. Јас баш така ќе направам. Несрин, не се однесувај како мало дете. Ти многу добро свати што сакам да кажам со тоа, нели? Така е. Многу јасно кажавте. Не ме послушавте зошто дојдов тука. Мислам дека мене ме гледате и чувствувате како некој товар. Несрин. Јас сватив, господине Керим. Извинете што ве вознемирив. Несрин. Пријатен ден. Зошто Несрин излегла од дома без да земе пари? Која е причината? Не ми е јасно. Што мислиш дека правиш ти, а? Што сум направил? Зошто си пукал во Назим? Човекот се заколнал дека ќе се одмазди ми праќа пораки. Покажи ми ги пораките. Проблемот не е што Назим ми праќа пораки. Ти си пукал во него. Берен, покажи ми ги пораките, реков. Ти најдобро од сите го познаваш него. Како тоа си пукал? Требаше да го исплашам. Добро планина ли е ова? Берен, човекот среде бел ден тебе те киднапираше. Заре мислиш дека ќе се разбере од закони и од правила? Требаше да свати дека сум сериозен. Многу е смешен твојот начин, Али, алал да ти е, значи. Браво. Берен, човекот нема да се разбере од збор ако му кажеме. Човекот и онака добива се со сила. Треба да зборуваме на јазик на кој тој разбира, еве вака. Али, ти ќе имаш дете, однесувај се според тоа. Не треба да се вовлекуваш во некоја неволја. Назим се изнервирал толку многу. Треба да зборуваме со тато. Само тој може да го реши ова. Насекаде има познати луѓе. Остави јас да средам, Берен. Имај доверба во мене. Како ќе средиш, Али, со оружје ли? Или тебе ќе ти се случи нешто или на Назим, така ли? Ќе му наштетиш на човекот и ќе одиш во затвор, зарем вреди ли? Не зборувај со татко ти, Берен.
Лекарствата, господи Султан. Благодарам. Каде се Несрин и Фатма? Фатма е во којна, Несрин не ја видов. Јас пред малку ја видов во дворот, дури ја предупредив што бара често дозвола. Таа девојка никого не слуша. Сигурно била кај Керим. Но ако направила такво нешто... Не, мислам, не би направила. Мерием, оди провери каде е. Добро, господи Султан. Оваа девојка треба да си го знае местото. Мислам до некаде има Атер Хикмет, ама што е ова? Треба да го решам ова за парите и да најдам начин да го најдам Селим. Треба да знам кој друг ја знае тајната. Можно ли е да некој познат наише? Хандан? Господја Султан е во право. Да си одам веќе дома, се гледаме. Се гледаме. Ајде и ние да влеземе внатре. Ајде да влеземе, мамо. Фатма, каде е Несрин? Зошто прашуваш? Господја Султан прашува. Зарам излезе? Не, во собата. Само малку, што сакате ви од мојата керка? Што ако се само убие некој ден? Фатма, мене лично воопшто не ме интересира каде е твојата керка и што може да прави. Господја Султан ме испрати и затоа дојдов да праша. Добро де. Добро, ке кажеш во соба, е? Добро, викни ја. Ти ма не ми веруваш мене? Фатма, господја Султан ке ме праша дали сум ја видела, затоа викни ја нека дојде. И ти ке кажеш дека е во собата. Сигурно излегла надвор. И јас така мислам. Сега многу ке се изнервира господјата Султан. Да ја кажеш дека е дома, но ако дознае, тебе ќе ти се налути. Треба јас да бидам сигурна дека е во собата. Ај, проклето, не кажи ти Бога, јави се, не среđi ти Бога. Ке не избркаат од дома. Значи во соба беше Фатма. Нема да ја кажеш на господја Султан, нели господја Мерием, ти Бога? Нема да лажам заради керка ти, Фатма. Твојата керка е многу храбра. Газдарицата и вели да не излегува, но таа излегува, гледам. Дури и незините внуки не се толку храбри. Каде отиде Несрин? Ке господинот Керем ли? Не отиде кај господинот Керим, господја Мерием. Тој нечестникот такив повторно е бараше. И на брзина мораше да излезе, керка ми мораше. Леле, не знаеме што ќе правиме со него, не остава на мира, леле. Те молам, немој да ја кажеш на господја Султан. Жал ми е за тебе, не за керка ти. Затоа нема да кажам, Фатма. Емине! Еднаш кога ќе те викнам, дојди бре на време. Многу се извинувам. Повелете, господју Хандан. Дај ми го бројот на Аише. Зошто ли ме гледаш така чудно? Ајде, дај ми го бројот на жената.
Госпоѓо Хандан, зашто сте толку заинтересирана за госпоѓо Ајша? Госпоѓо Емине, зарем ви должам објаснување? Ај, јас се извинувам, госпоѓо Хандан, вие не ја сакате жената и се зачудив кога го побаравте бројот. Јас никако да замолчам. Емине, ти се гледаш ли со Ајше без јас да знам? Не, госпоѓо Хандан, не, никако. Вие одеднаш многу се заинтересиравте за неа и се испашав дека неа ќе ја вработите. Нели понекогаш кажувате дека не сте задоволни од мене, затоа јас... Ај, Леле, не трескај глупости, ајде донеси го бројот. Во ред, госпоѓо Хандан. Можно ли Ајша да ја кажала нешто? Не, да ја кажеше оваа немаше да молчи. Повелете. Спреми некоја убава вечера за вечер, ваќе ја поканам туба. Многу и се допаѓаат твоите јадења. Во ред, господјо. Треба да добијам информација од Ајша, но прво треба да кажам нешто во врска со Синан. Но што?